Беше тоа на 15 јули 1922, кога парното вовче Кирчо, или како што некои го викаа Пампур, бидејќи личело на чајник, ги превезе првите патници од Ханриево, денешно Ѓорче Петров, преку Групчин, Тетово, па до Овина, односно Жеровјане, Гостивар, Кичево, па се до Охрид, со крак кон Струга и Ташмаруништа. Летото 1916 година германската војска, користејќи локално население, претежно ромско, почнала со изградба на трасата од село Оризари. Тогаш и почнало масовното населување на роми во ова село, во должина од 163 километри. Се гради и кракот од селото Оризари до рудниците во Радуша во должина од 18 километри. Обновената делница од генерал Харис, Ѓорче Петров, до Гостивар е пуштена на 2 март 1919 година. Од Гостивар до Кичево е обновена во 1920. Патувањето до Охрид траело и по 18 сати, а понекогаш се патувало и до 2 дена, ако во меѓувреме не испаднел некој вагон или самата локомотива од шините. Тогаш патниците се симнувале и заедно со персоналот на возот, со рачни дигалки ги враќале во колосек и си го продолжувале патот. Беше тоа на 15 јули 1924, кога во Виена излезе првиот број на весникот Балканска федерација, орган на угнетените народи и национални малцинства на Балканот, а го уредуваше македонскиот револуционер Димитар Влахов. Беше тоа на 15 јули 1928, кога во Скопје слета првиот патнички авион Потез 29, со кој е воспоставена првата воздушна линија на релација Белград-Скопје. Авионот можеше да превезува само 5 патници и 290 килограми багаж. Беше тоа на 15 јули 1961, кога во Струга е одржано литературно читање на група истакнати македонски писатели, а по повод 100 годишнината од излегувањето на зборникот на браќата Миладиновци. Тоа беше зародишот на Струшките вечери на поезијата. Во 1962 во Струга е формиран фестивалски одбор. Председател беше писателот Ацо Шопов. Првиот поетски фестивал е одржан во септември 1962. Струшките вечери на поезијата е меѓународна поетска манифестација која секоја година се одржува во август. Најзначајна награда на Струшките вечери е Златниот венец, кој првпат е доделен во 1966 за најдобра песна. Прв добитник е руско-советскиот поет Роберт Иванович Рождественски, а прв македонски венцоносец е Блаже Конески во 1981. Од 1971 Златниот венец на Струшките вечери на поезијата се доделува за целокупен поетски опус. На 15 јули 1990 во Охрид е извршено осветувањето на новоизградената црква Света Троица. На 15 јули 1882 во Кратово е роден Павел Шатев, македонски револуционер со европско образование, еден од легендарните солунски атентатори Гемиџии, доктор по правни науки, министер за правосудство на Народна република Македонија и публицист. Бил член на раководството на ВМРО, формирано во 1925 во Виена, и поборник за одбрана на самостојноста на македонското национално слободително дело меѓу двете светски војни, како и член на президиумот на АСНОМ. Павел Шатев се залагал за идејата дека македонското народно-ослободително дело мора да остане чисто и самостојно, да биде надвор од влијанијата на комунистичките партии и другите туги влијанија.
но не ја исклучувал можноста за заемна соработка со балканските комунистички партии во функција на создавање на општо ослободително движење на македонците во сите три делови од поделена Македонија. Во 1949 како последица од информбировската политика и прогон во Југославија, тој бил затворен во куќен притвор. Павел Шатев починал во 1951 година во Битола. На 15. јули 1923 е роден Трајче Попов, филмски режисер, снимател и сценарист. Откако завршил курс на новинари во 1945 една година подоцна, тој во Белград го завршува и курсот за самостојни сниматели и режисери, организиран од Комитетот за кинематографија на Федеративна Народна Република Југославија. Така станал дописник од Македонија за филмскиот журнал на Звезда Филм. Веднаш потоа ги снима и првите документарни филмови Жито за народот 1947, Низ Пиринска Македонија 1948, првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија 1949 и Братска помош во 1950. Трајче Попов има реализирано преку 100 документарни филмови со различна тематска определба, кои ја одбележуваат спецификата на македонското поднебје. Тој прави обиди и во играната продукција со филмовите Македонска крвава свадба и Пресуда. На 15. јули 1916 во Санкт Петерсбург умре Наце Димов Чуповски, македонски деец, еден од најистакнатите членови на македонското научно-литературно другарство и на македонската колонија во Санкт Петерсбург, брат на Димитрија Чуповски. Автор е на книгата Македонија во минатото, во сегашноста и во иднината. Наце Димов е роден во селото Папрадиште, Велешко, на 31. јануари 1876. На 15. јули 1944 во Штип, во судир со бугарските единици, е убиена Вера Циривири-Трена, првоборец, активен учесник во напредното работничко движење. На 15 години таа поради болест оди на лекување во Белград и токму таму почнува незината политичка кариера. Во тоа време, шивачкиот дуќан на Коста Циривири, незиниот татко, во Белград бил познато свратилиште на револуционери, уметници, поети и студенти од Македонија, меѓу кои најредовни посетители биле Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Борка Талески, Кузман Јосифовски Питу, Кочо Рацин и други, кои имале големо влијание врз политичките убедувања на Вера Циривири. Таа важела за многу добар инструктор со одлични организаторски способности, па поради тоа партијата постојано и доверувала задачи да отвора месни комитети и да испраќа борци на фронтот. Во повеќе места Вера се представувала како Трена, некаде и како Светлана, а некаде го користела името Ленче. Бугарските окупаторски власти давале 20.000 лева за да ја фатат жива. По партиска задача, Вера заминала за Штип, каде што ноќта на 15. јули 1944 од бугарската полиција била блокирана куќата во која се наоѓала. Вера боса почнала да бега кон соседните куќи, но никој не ја одговарал на молбите да се скрие. Во моментот кога го прескокнувала зидот на оградата од некоја куќа, паднала погодена од бугарските полициски агенти кои ја гонеле. За да не се предаде жива во рацете на непријателот, Вера се самоубила. Вера Циривири-Трена до денес не е прогласена за народен херој. Родена е во Прилеп во 1921.